Ротација околу координатен почеток, задача 2. Изврши ротација на дадениот четириаголник за 90 степени во насока на движење на стрелките на часовникот и центар координатниот почеток. Забележуваме дека четириаголникот, кој што се бара од нас сега да го ротираме, се наоѓа делумно во вториот, а делумно во третиот квадрант. Да ги означиме најпрвин темињата на четириаголникот. А, Б, С и Д. Темето А на четириаголникот се наоѓа во третиот квадрант. Ако сега замислиме дека третиот квадрант го ротираме за 90 степени во правец на стрелките на часовникот, тогаш тој целосно би се заротирал во вториот квадрант. Значи, овој дел, негативниот дел од y-оската, всушност би се заротирал овде во негативниот дел од x-оската. Додека негативниот дел од x-оската би се заротирал во позитивниот дел од y-оската. Значи, x-координатите ќе преминат во y-координати, а y-координатите во x-координати. Да ги запишеме најпрвин координатите на темето А. Темето А има координати -8 и -1. Бидејќи x оска се ротира во y, а y во x, значи ќе имаме промена на координатите, но x координатата е негативна, y е позитивна. Па значи ќе имаме овде 1, y координатата, која што ќе стане сега x ќе биде негативна, а додека x координатата, која што сега ќе стане y координата, ќе биде позитивна. И ова ќе не биде новата точка А'. И темето Б се наоѓа во третиот квадрант, значи и за него ќе важат истите правила. Најпрвин да ги видиме координатите на темето Б, тоа е -4 и -7. И сега настанува промена кај ротираната точка, значи -7, -4, но знаеме дека во втор квадрант ќе се најде за ротираната точка, а тука y координатите се позитивни, па затоа ова е +4, исто како и за точката А'. Да ги означиме најпрвен овие точки, значи А' е -7, 8. Еве ја тука точката, значи А'. А Б' точката е -1, 4, еве ја овде. Ова е точката Б'. Одиме сега на следните две темиња од четириаголникот. Темето С има координати -2 и 1. Сега, темето С се наоѓа во вториот квадрант. Ако вториот квадрант го изротираме за 90, тогаш тој ќе се најде на местото на првиот квадрант. Што значи дека x и y координатите, кои што овде едната е негативна, другата е позитивна, сега ќе се заротираат, ќе се ги сменат местата, но двете ќе бидат позитивни, затоа што ќе се најдат во првиот квадрант. Значи овде ќе дојде 1, а овде наместо -2 ќе биде +2. И ова ќе биде заротираната точка С'. Ни остана уште темето Д. Темето Д има координати -4 и 1. Повторно имаме промена x со y. Така да овде сега ќе биде 1. Ако ги смениме само 1 -4, ќе видиме дека тоа не е во ред, затоа што точката е во прв квадрант, па сите точки во прв квадрант се позитивни, значи темето Д' ќе ги има координатите 1 и 4. Да ги означиме и овие темиња. С' е 1, 2, значи овде би било С', а Д' е 1, 4, значи би било овде. Д'. Сега ќе ги поврземе новите точки, за да го добиеме нашиот четириаголник, кој што ќе биде слика на почетниот А', Б', С', Д' и повторно поврзуваме со А'. Така го добивме
нашиот четириаголник, кој што е заротиран за 90 степени во правец на стрелките на часовникот. Но за да се увериме дали точно сме ја решиле задачата, повторно ќе ја искористиме GeoGebra, ќе земеме ротација и сакаме ротација на овој четириаголник околу координатниот почеток за 90 степени, но сакаме во правец на стрелките на часовникот. И сега доколку точно сме решиле, четириаголникот што го имаме ќе се избои, затоа што врз него ќе дојде сликата што самата програма ќе ја најде за почетниот четириаголник.